Добар ден, Прилеп. Добар ден, Македонијо. Добар ден, храбри, честни, социјалдемократки од сите краеви на Македонија. Почестен сум што сум тука со вас, со храброста, со убавината на Македонија. Секоја година, 8 мартовскиот марш во организација на Форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се одржува во друг град на нашата прекрасна татковина. Оваа година Прилеп се гордее со вас. Прилеп е градот херој, родно место на многу борки и хероини. Жени кои во минатото дале голем придонес кон еднаквоста на жените денес. Еднакви и моќни жени значи општество кое ги почитува и вреднува подеднакво сите граѓани. Општество кое практикува демократски вредности. Жените се нашата движечка сила во општеството. Затоа, општество кое сака да се движи напред е општество во кое родовата еднаквост е приоритет. Драги мои, жената треба да се почитува. Тие се нашата движечка сила низ животот. Да живеат жените! Нека ве чуваат моите ангели за сите мои дами. Боже, колку љубена. Ова сите ја знаете, можеме заедно да искаме. Љубена сам несена. Бегам јас од овој живот, со него ќе најдам друг. Тој ме носи преградки, нежно тој ми шепоти, злат ми некој своји сказни неповторливи. Сега најгласно да ве Ајде слушнам. се заедно. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди излете ме, Фантастични сте! разнесете ме. Река златна бескрајна, градиве ми тече. Боже, колку љубена. Марија, Љубена сам несена. Бегам јас од овој живот, со него ќе најдам друг. Тој ме носи преградки, нежно тој ми шепоти, злат ми некој своји сказни неповторливи. одиме заедно. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди
nebo sum. Cveti izgorete me, vetrovi raznosete me. Reka zlatna beskrajna, gradove mi teče. Cveti izgorete me, vetrovi raznosete me. Reka zlatna beskrajna, gradove mi teče. Ви благодариме од се срце на љубави. Работата на генералниот секретар на една партија е многу одговорна. Некој ќе рече тешка. Но се што е во интерес на граѓаните на оваа земја, на сите нас е за поздравување. Да го поздравиме заедно нашиот генерален секретар Миле Зечевиќ. Грми Прилеп, грми градот Херој, градот Непокор, грми од силата и енергијата која што ја донесоа нашите социјалдемократки, почитувани припаднички на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз. Мојата почит кон вас. Драги мои другарки, 8 март е посебен ден. Меѓутоа, само како појдовна точка, а не како крајна дестинација. Ако крајот на 20. век беше период за препознавање на моќта на жената, почетокот на 21. век е период на валоризација на таа моќ. Почитувани мои дами, денес чекориме заедно да одадеме почит на придонесот на жената во општеството. Од историски аспект, овој ден е ден на сеќавање на група храбри жени кои маршираат на улиците барајќи подобри услови за работа, право на глас и право на општествен активизам. Овие хероини го отворија патот за идните генерации во секојдневната борба за правата на жените. Затоа и во моето политичко социјалдемократско кредо верувам во основните вредности на еднаквост, правда и солидарност. Овие вредности се во сршта на социјалдемократското движење и го формираат пристапот кон решавање на прашањата за родовата еднаквост. Секој поединец, без разлика на пол, раса или класа, треба да има можност да го достигне својот целосен потенцијал. Ние, како социјалдемократи, сме повикани да зборуваме за предизвиците, за родовата еднаквост, за родовото насилство, за положбата на жената, за обезбедувањето еднаков пристап до можностите и ресурсите, како и со мажите, со еднакво право на целосно учество во општествениот живот, во нивните заедници, локално, централно и глобално. Жените даваат и ќе даваат значителен придонес во секој аспект на општеството, од политиката и науката до културата и уметноста. Во борбата за родовата еднаквост ние мора да ја препознаеме важноста од рушењето на закржлавените конзервативни стереотипи и општествени квази норми кои го ограничуваат женскиот потенцијал. Ние, како социјалдемократи, се залагаме и ги промовираме политиките кои промовираат еднакви можности и на отворена цена ги предизвикуваме родовите улоги кои го ограничуваат и го стеснуваат ангажманот и изборот на жените. Зајакнувањето на овие политики е клучен дел од градењето на попараветно општество. Ние креираме амбиент кој промовира родова еднаквост и ја елиминира родовата дискриминација.
Ги уриваме бариерите што ги спречуваат жените да го достигнат својот целосен потенцијал и работиме на создавање општество каде што полот нема да ги диктира можностите или животните избори на една личност. Ние силно веруваме во создавањето култура на почитување на жената и ненасилство врз жената. Вербалното и физичкото насилство врз жените е апсолутно неприфатливо. Жената е херој и има посебна символика кога ова го говорам во Прилеп, градот Херој. Затоа што жените хероини од народно-слободителната борба беа рамноправни партизани и патриоти, храбри и пожртвувани, еднакви и силни, кои со пушка во рака беа на браникот на својата татковина. Оваа саможртва е драгоцено наследство и не задолжува сите нас многу повеќе да бидеме гласноговорници за родовата еднаквост. Треба повеќе да зборуваме и да делуваме за нашите секојдневни жени и хероини. Знајни, но многу повеќе незнајни. Нив ги среќаваме дома, на работа, на улица, во продавница. Тие се тие кои водат секојдневни човечки битки за себе, за своето семејство, за своите блиски. За жал, за нив малку се говори. Затоа ние цврсто стоиме зад нив. Нашите политики стојат зад нив. Ние, социјалдемократите, сме нивниот глас, нивната поддршка, како што тие се наша инспирација и поддршка секој ден. Конечно, ние жестоко веруваме во важноста на учеството и застапеноста на жената во политичките процеси. Женските гласови мора да се слушнат во процесите на донесување одлуки на сите нивоа, од локална до централна власт. Ова значи зголемување на бројот на жени на избрани позиции и обезбедување дека нивните перспективи се сваќаат сериозно. Сето ова ние го спроведуваме во политиките на Социјалдемократскиот сојуз како организацијски и програмски стандарди. И постојано ги подигаме тие стандарди. Но овој ден, уште еднаш сакам да ја потенцирам суштинската важност од женскиот активизам во форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз. Ја потенцирам нивната клучна улога во мобилизација на најдоброто од нас. Ве повикувам со вашето изострено чувство за политика, за развој и напредок, да дадете нов импулс во нашите партиски организации, во нашиот заеднички партиски живот. Вдахнете нова енергија, затоа што вие сте јадрото на семејството, на заедницата, на македонската социјалдемократија. На крајот ќе ве замолам една работа. Во трката со животот, во борбата за родовата еднаквост, во секојдневните ваши мали и големи битки, останете такви какви што сте, жествени и горди, суптилни и своји. Сега ќе си ја дадам честа да се заблагодарам на плејада силни жени, мудри политичарки, стамени државнички, грижливи сопартики, неуморни работнички, безценети другарки, за нивниот придонес во сите овие предизвикувачки години во создавањето на подобри политики, во креирањето на подобро македонско општество. Ви благодарам затоа што во Социјалдемократскиот сојуз секогаш имало силни жени, како по правило, а не како по исклучок. Ви благодарам затоа што во СДСМ жените никогаш не биле статистика, туку силни личности. Да сте ми живи и здрави сите, да живее форумот на жени, да живее Социјалдемократскиот сојуз, нека ни е вечна и вековита Македонија. Благодарам. За сите храбри, достоинствени и вредни жени на Македонија, нека ви е честити овој марш. Не спи, не дреми, кузум бела селбије, дале си се наспало. И око море калешо, 3 вечери без мене.
четврта јас дојдов Кузумбела Селбије, тебе дома не најдов. Јоко моје калешо, то те најдов у комшији. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. За сите вас. Опа! Јас те најдо зад врата, Кузумбела Селбије, лаг муабет правеше. Јоко моје калешо, лаг муабет правеше. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Не ми фрлај втири, море мој домаќине, ти си голем мераклија. Море мој домаќине, на вино ем на луда ракија. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Селбије, Сен Јозеф, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Благодарам. Нека ви е честит и денот на жената. Родовата застапеност во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одамна имплементирана. Последната имплементација е со изгласувањето на паритет на раководни функции. Тука со нас е и жената која плени со својот интелект, како директорка и заменик председателка, и докажува зошто ни требаат жени на раководни функции. Да ја поздравиме нашата председателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Сања Лукаревска. Южна зова имаш мање. Мање кафета, знаеш. Неќе тука баш. Нема да добиеш функција никаква. Почитувани соборки и соборци, нема потежок пат од неизоден пат. Но ние го изодевме и денеска, и заедно, броејќи ги пријателите, а не чекорите. И бевме, и ќе останеме гласни во име на сите оние кои не можат тоа да го сторат. Зашто 8 март е историски ден за сите жени. Да, мудрата жена не сака да биде ничи непријател, но исто така, ниту една жена не сака да биде ничија жртва. Токму во Прилеп од градот Херој, сакам да ги поздравам и да им се поклонам на сите храбри девојчиња, девојки, жени кои се гласни против насилството.
Оние кои не знаат каков од низ пеколот е тоа, нека замолчат. Оние кои навистина сочувствуваат, нека застанат спроти насилникот. Храбри девојчиња, девојки, жени, ја имате мојата поддршка, ја имате мојата преградка. Им благодарам и на жените во моето семејство, од кои ја наследив скромноста, а не покорноста. На учителките, наставничките и професорките, од кои ја добив укоста. На пријателките кои се секогаш тука. Ви благодарам и на вас сопартики, со кои стоечки ги споделуваме и навредите и победите. Нека им е вечна слава и споменот на сите наши социјалдемократки кои замина од овој свет, а беа наши примери, наша гордост. Беа одважни дами и кога ја водеа последната битка. И во нивна чест маршевите на женските права не смеат да застанат. Ниту стравот, ниту молкот не се опција. Не е опција ниту зборувањето напразно. Затоа ги повикувам сите жени, без разлика на сите наши разлики, заедно да му се спротивставиме на овој погубен говор на омраза. Да дадеме пример како не мора исто да мислиме, но можеме достоинствено да разговараме. Верувајте, ќе ни се приклучат сите, сите оние кои знаат дека без жените животот би бил грешка. Во пресред на Меѓународниот ден на жените, во светот започна кампања Прегрни еднаквоста. Замислете свет еднаков за половите. Свет без пристрасност, стереотипи и дискриминација. Свет кој е разновиден, правичен и инклузивен. Свет каде разликата е вредност која се почитува и прославува. Родовата еднаквост мора да биде составен дел од ДНК-то на секое општество. Женското прашање не е само прашање за жените, тоа е слика за секоја држава. Издигнувањето на жената не значи одземање на нешто од мажите, не значи прелевање на правата од еден кај друг. Ако некои мислат дека сите битки на жените се добиени, нека не го забораваат фактот дека патот до тука не бил ниту лесен, ниту едноставен, ниту пак дека патувањето е завршено. Жените се уште се жртви на сексуално вознемирување, на семено насилство, на трговија, па дури и на најтешката форма на насилство – фемицид. Ние, жените, не се плашиме од животот, зашто силата е во нашите срца, а таа сила не прифаќа пораз. Затоа 8 март е историски ден, но и повик на акција. Родовиот јас постои, родовата нееднаквост исто така, постојат и нееднаквите можности. Борбата за права на жените е борба за права на сите. Борба која преку правичноста како средство ќе не доведе до крајната цел еднаквоста. 8 март не е ден на подароците. Убаво е да се добие подарок, но тоа не е суштината на денот. 8 март не е црн петок. Во многу земји, освен како Меѓународен ден на жените, 8 март се одбележува и како ден на мајката. Паметам како сами правевме честитки кои мајките љубоморно ги чуваа како свој најскап подарок. Во споредба со тој, останатите подароци веројатно не се ни битни. Останува споменот на убавите гестови и на културата на подарување, на внимание и на тој ден. На 8 март не смее да го заборавиме фактот и дека сите деца немаат исти можности за да им подарат скапи подароци на своите учителки. Невнимавањето на овој факт е првото соочување на децата со нееднаквоста. Да го намалиме тој јас е наша обврска, наша должност. Само со колективна акција ќе ги продолжиме промените, ќе ја градиме еднаквоста и ќе изградиме свет во кој нема место за говор на омраза, за сексистички пораки
кон жените. Драги мои социјалдемократки, Клара Цеткин, лидерка на жените во Социјалдемократската партија на Германија, пред 113 години се избори и ни остави аманет да не се откажуваме се додека не станеме дел од се. Жените се уште не се платени подеднакво како нивните машки колеги. Жените се уште не се присутни во еднаков број во бизнисот и во политиката. А глобално, образованието и здравието на жените е полошо од она на мажите. Оттаму и нам ни припаѓа да бидеме во прегратката за еднаквост. Правото на еднаквост не е ексклузивно право, а прегратката е најразбирливиот збор на сите јазици во светот. 115 години од првиот женски марш во Њујорк, поттикнат од потребата жената да биде еднакво вреднувана и почитувана, се 115 години непрекинати промени. Имаме право на глас и се повеќе не има. Благодарение и на незапирливиот порив на жената за зачувување на сопственото достоинство, но и поддршката од паметните мажи. Барак Обама ќе рече да им се даде моќ на жените не е само вистинска работа, туку и паметна работа. И уште нешто. Можам самата да си купам цвеќе, да си го напишам името во песок, да разговарам со себе со часови и да кажам работи што ти не ги разбираш. Можам и да танцувам сама и сама да се држам за рака. И да, можам да се сакам себе си подобро од тебе. Овие зборови од една песна не подсетуваат колку жената во исто време е и нежна и силна. Нежна, не слаба. Силна, не агресивна. На овој свет, нашиот свет, во кој се во мртва трка страшните и лажни вести, навистина на сите ни е потребна искрена прегратка, прегратка на еднаквост и правичност. Нека секој ден биде 8 март. Ви благодарам на сите, да сте здрави и живи. Ова пееме сите заедно. Сигурна сум. Како и предходната исто. Сакам. Izlezi stara majko
Turčan, mila majčite. Gdje se Grčan, gdje se Turčan, umre za meno. Gdje go zema Osman Begović umre za meno. Gdje go zema Osman Begović umre za meno. Que me nosi dvojida, mila majčice. Que me nosi dvojida, umre za meno. Que me šeta sokajčeto, oj zemljo. Que me šeta sokajčeto, oj zemljo. Браво за вас! Одлични бевте! Ве сакам многу! Дозволете ми да си ставам наочери пред да продолжам со унапредувањето. Председателка и министерка, пред се партиска другарка, која секогаш од секоја позиција несебично се вложува за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Денес имам огромно задоволство да ја поздравиме нашата другарка и председателка на форумот на жените на СДСМ Јована Тренчевска. Ова е силата и моќта на СДСМ. Ова е женската сила, драги мои другарки од форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани другарки и другари, изборот на денот на одржување на овој марш случајно или не се поклопува со денот на раѓање на нашата хероина за женски права Роза Луксембург. Прилеп исто така неслучајно е избран за град каде што ќе се одржува овој наш голем настан. Прилеп е градот кој што дал голем придонес во виорот на народно-ослободителната борба и особено голем придонес во развивањето на првите организации во рамки на антифашистичкиот фронт на жените, во рамки на АФЖ. Овде се печател и првиот женски вестник Македонка како орган на АФЖ. Прва печатена публикација уредувана од жени и посветена на проблемите на жените во Македонија. А како прва уредничка се јавува нашата хероина Веселинка Малинска. Прилеп е родното место и на нашата хероина Вера Ацева. Затоа, ова е вистинското место, каде треба заедно да направиме пресек. Каде бевме, каде сме и каде сакаме да бидеме. Речиси четврт век,
како организирано делуваме како жени во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку форумот на жени. Години исполнети со непрекината и безкомпромисна борба, која резултираше со бројни видливи и мерливи резултати на полето на родовата еднаквост. Да бидеме искрени, почетоците не беа лесни. Резултатите кои што ги постигнавме на почетокот беа скромни, несразмерни со енергијата која што како жени ја вложувавме. Но бевме убедени дека сме на вистинскиот пат и дека ќе успееме. И денес гордо може да кажеме, другарки, успеавме. Денес гордо можеме да кажеме дека во органите и телата на партијата, како и на кандидатските листи за пратенички и советнички, еднакво сме застапени со нашите другари. Имаме квота 50-50. Денес парламентот и советите изгледаат сосема поинаку од пред 2 децении. Таму рамноправно сме застапени и подеднакво одлучуваме и ние жените за важни државотворни и животни прашања. За разлика од другите жени, ние жените од СДСМ подеднакво партиципираме и во извршната власт. Нашето учество во извршната и законодавната власт придонесе да донесеме бројни закони со кои суштински ја унапредуваме и афирмираме положбата на жената во општеството. Ке спомнам само неколку. Законот за еднакви можности на жените и мажите, Законот за заштита и спречување од дискриминација, Законот за заштита и спречување од насилство врз жените, измените на Законот за прекинување на бременоста, измените на Кривичниот законник, Законот за обештетување на жртвите на насилство и многу други закони кои се донесени токму во времето кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Покрај веќе донесените закони, во овој период го финализираме и предлог текстот на новиот закон за родова еднаквост. Закон со кој што дополнително ја унапредуваме еднаквоста на мажите и жените и закон со кој што воспоставуваме секретаријат за родова еднаквост, со кој се етаблира институционалната рамка за родовата еднаквост. Изминатиот период, другарки и другари, отворивме безброј табу теми, како што се семејното насилство, родово базираното насилство, говорот на омраза, сексуалното насилство и понудивме систем на заштита и превенција на жртвите. По 7 години чекање од подпишувањето на Истанбулската конвенција, со доаѓањето на СДСМ на власт 2017 година, веднаш пристапивме кон нејзина ратификација, со што јасно покажавме дека сме спремни да се справиме со сите предизвици кога станува збор за насилството врз жените. Како резултат на оваа наша посветеност, неодамна во собранието беа донесени и измените на Кривичниот законник со кој што се воведоа нови кривични дела, како што е кривичното дело насилство врз жени, демнење, сексуално насилство, каде предмет на заштита се токму жените. Ја зголемивме минималната плата за 2,5 пати и од ова зголемување најголем бенефит имаат работничките во текстилната и кожарската индустрија. Нема дилема. Нема да дозволиме кршење на правата на работничките и ќе ги искористиме сите расположливи механизми и средства за нивна заштита. За жените земјоделки за прв пат во историјата
на државата обезбедивме надоместок за мајчинство, односно за породилно отсуство. Изградивме близу 80 градинки, за да можат и децата да бидат вклучени во предучилишното образование, да можат и мајките да имаат полесен пристап до пазарот на труд. Евидентни се резултатите од политиките за економското јакнење на жените, што е основен предуслов за еднакви и мохни жени кои што се двигателот на промените во општеството. Сите тие достигнувања немаше да бидат реализирани доколку ја немавме поддршката од нашите другари со партијци, доколку ја немавме поддршката од нашите родово сензитивни другари од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Бројни се достигнувањата, драги другари и другарки. Меѓутоа мора да бидеме искрени и да признаеме дека во некои области не ги постигнавме нашите поставени цели. Евидентно е слабото учество на жената како кандидатка за градоначалник. Односно, за жал, имаме само една жена градоначалничка од нашите редови. Недоволен е бројот и на жени председателки на општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Недоволен е бројот на жени менаџерки. И понатаму медиумското представување на жените е полно со стереотипи и предрасуди, поврзани со родовите улоги во општеството. И понатаму жените се најчесто жртви на говор на омраза. Женската солидарност се уште не е на посекуваното ниво. Но токму ова се нашите предизвици за нашите следни дејствувања. Спремни сме заедно и посветено, како и досега, предизвиците да ги претвориме во успешни резултати. Мора да бидеме гласни и да продолжиме храбро, како и досега, за да успееме да постигнеме родова еднаквост и да ги постигнеме нашите поставени цели. Затоа што постигнувањето на вистинска родова еднаквост значи дека сме успеле да изградиме вистински демократско општество. Почитувани другарки и другари, некои битки мора да се водат повеќе пати за да се добијат. Нашата битка се уште трае. Затоа сите заедно, еднакви и мохни, да продолжиме до остварувањето на целта потполна родова еднаквост. Затоа што ние жените можеме да издржиме многу повеќе отколку што мислиме дека можеме. И затоа што знаеме дека создавањето на поеднаков свет денес ги создава условите за едно поеднакво утре. Нека ни е честит 8 март, нека ни е вечен форумот на жени на СДСМ, нека ни е вечен СДСМ, вечна да ни е Македонија. Ви благодарам. Чест и задоволство ми е да го најавам првиот човек, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и човекот кој што вложува огромни напори за подобар живот на граѓаните во Северна Македонија. Никој да не биде оставен сам и да го исполниме генерацијскиот сон за влез во големото европско семејство. Да го поздравиме председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиер Димитар Ковачевски. Добар ден, почитувани граѓанки и граѓани.
Добар ден, драги другарки, пријателки и сопартики, силни и храбри жени и секоја успешна на свој начин. Работнички, лекарки, наставнички, негувателки, новинарки, бизнисменки, министерки, пратенички, земјоделки и истраени тутунарки од овој крај. Добар ден, наши домаќинки и домаќини овде во револуционерен Прилеп, кој што секогаш предводел во промените кон добро и промените кон напред. Искрена почит за сите вас. Искрена почит кон сите кои бевте столбови на семејствата дома и борци на теренот, кога требаше да се добие една од најважните битки во современа Македонија. Обновата на демократските вредности, кон сите определени кон рамноправност и еднакви човекови права, со што обезбедивме мир во нашата држава и успешно градиме едно општество за сите, без разлика на било кои различности. Кон сите вас, кои сте и денес столбови на семејствата, но и столбови на државата. Движечка сила на прогресивна, современа, атлантска и европска република Северна Македонија. Ова значи еднакви и моćни. Еднакви и моćни не е само слоган. Еднакви и моćни жени е перспектива. Еднакви и моćни жени се потреба на државата, како што се потреба на целиот свет. Генералното собрание на Обединетите нации неслучајно пред половина година прогласи Меѓународен ден на жената во дипломатијата. Денес, во 21. век, кога повторно мирот и безбедноста се на испит, светот повторно се сврти кон упорноста, трпението, разбирањето и љубовта, преку кој што жената мудро носи одлуки и наоѓа решенија за предизвиците. Се покажа исправен ставот на поранешната британска премиерка Маргарет Тачер, која со доза на реалност му порача на светот. Секоја жена која ги разбира проблемите на водење на домаќинството, подобро ќе ги разбере проблемите на водење на државата. И добро е што актуелниот глобален политички и безбедносен контекст со стамените и решителни политики на диалог ја имаше долгогодишната германска премиерка Ангела Меркел. Добро е што денес ја има подпредседателката на Соединетите Американски држави Камала Харис, која што е начело на американската администрација заедно со председателот Бајден, предводејќи демократски процеси. Добро е што и ние, Македонија, сега во услови на војна на европскиот континент, ја имаме министерката за одбрана, нашата колешка Славјанка Петровска. Добро е затоа што имаме потреба од мудроста, која што е именка од женски род, а потреба од највисок ред во овој момент. Социјалдемократскиот сојуз од секогаш ги препознавал и почитувал моќта и способноста на жените, кои се наоѓале и денес се наоѓаат на важни челни позиции и во владата и во партијата. И еве, таков е примерот во владата денес. Со именувањето на Каја Шукова за министерка за животна средина и просторно планирање имаме 50 рамноправна застапеност на жени и мажи на министерски позиции кои што се именувани од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таков е примерот и со Сања Лукаревска, заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која е и повеќе годишна успешна директорка на управата за јавни приходи. Таков е примерот и на Бисера Костадиновска Стојчевска, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и министерка за култура.
Таков е примерот и со председателката на форумот на жени, голем борец за рамноправноста по сите основи, Јована Тренчевска, актуелна министерка за труд и социјална политика, ресор во кој што спаѓа борбата за рамноправност и еднаквост по сите основи. А имавме и жена, министерка за одбрана, за време на зачленувањето на нашата држава во НАТО, тогашниот заменик председател и поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Радмила Шекеринска. Имавме и жена министерка на надворешни работи меѓу основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сега починатата, но секогаш почитувана Илинка Митрева, која имаше доволно доблест да застане на оваа раководна позиција во време на конфликт во државата во 2001 година, а потоа и да ја брани исправноста на Охридскиот рамковен договор, што денес се потврди дека била во право и дека била голема жена борец. Посочив неколку примери на успешни жени кои придонеле и придонесуваат во успесите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но поважно, во успесите на нашата држава, затоа што се согласувам со констатацијата искажана пред известно време во Обединетите нации. Премногу често жените и нивните приказни се избришани од историјата и дека нивните приказни мора да се кажат за да ги адресираат нашите пошироки напори за унапредување на родовата еднаквост. И затоа сакав да ги споменам по име и презиме нашите другарки кои што се вградени во темелите на оваа држава и во она што ние денес го живееме. Ја нагласувам важноста на родовите можности во политиката, затоа што политиката, владите и парламентите се тие што ги предлагаат и ги носат законите, со кои што се гарантираат човековите права, со тоа и родовите права. Меѓутоа, јас сакам денес да зборувам и за успешната жена, земјоделка, успешната жена, тутунарка во Прилеп, овде, во овој град каде што ни е денес домаќин, која станува во 4 часот наутро, да бере и ниже тутун, додека врз неа се и обврските да се подготви ручек, да се погрижи за децата и да го одржи домот чист. И сакам да зборувам и за успешните жени кои спасуваат животи во болниците и во клиниките, и за жените кои ги образуваат нашите деца, и за успешните жени кои водат компании. Сите тие, како и жените на раководни позиции во политиката, имаат потреба од споделени обврски помеѓу мажите и жените дома. Поделбата на оваа така наречена неплатена работа е првиот чекор кон вистинско воспоставување на родова еднаквост. И факт е дека со овој предизвик се справуваме и ние како држава, како и многу земји во светот, како што е факт дека ова не е само женско прашање, ова е општествено прашање, бидејќи сериозно влие и на развојот на државата. Родовите политики се меѓу врвните политики на нашата влада. И во насока на примерите кои што ги посочив, ќе додадам дека новиот предлог закон за работни односи содржи нови институти татковство и мајчинство, како и родителско отсуство, со што овозможуваме и татковците да се вклучат во грижата за своите деца со платено отсуство, а не само мајката да отсуствува од работа. За прв пат досега владата ја донесе и програмата за обезбедување социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност, со што за прв пат се решава правото на користење на надоместок за мајчинство за време на спреченост за вршење на земјоделска дејност поради раѓање, што не е опфатено со прописите за платено породилно отсуство од областа на работните односи до усогласување комплетно системско решение на што веќе се работи. Но потребно е сите заедно, со здружени сили, да работиме на подигнување на свеста во сите аспекти во општеството за родовата еднаквост, од семејството до општествениот статус. Но тогаш,
драги граѓанки и граѓани, ако почнам да ги редам сите закони и сите мерки кои што се донесени од нашата влада, ќе треба ова да трае најмалку уште 60 минути. Ама јас овде, на овој 8-мартовски марш, организиран од Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дојдов за да апелирам до жените. Бидете гласни и бидете активни. Работете за вашиот успех и барајте простор. Потребни сте на државата, на општеството, на политиката, во бизнисот, во институциите, во лекарските ординации, во медиумите, во училниците, во фабриките, во културата, во сите области на општеството. И само со вашата тактичност, верба, одлучност, какви што ги имаат само жените, можеме да ги движиме успешно економскиот развој и европските перспективи напред. А до мажите мораме да работиме заедно, затоа што можеме да успееме само заедно. И тоа не само еден ден во годината, туку секој ден во годината заедно со жените и за жените. Затоа денес ќе соопштам дека веќе правиме усогласување со коалиционите партнери што се однесуваат на нови унапредувања на родовата еднаквост, измени и дополнување на изборниот законник во правец на постигнување целосна родова еднаквост на листите за пратеници и советници, измени и дополнување на законот за влада преку воведување најмалку 40% жени во извршната власт, измени и дополнување на изборниот законник и воведување квота од 30% од помалку застапениот пол за избор на градоначалници, донесување родово сензитивен деловник за работа на Собранието на Република Северна Македонија до крајот на 2023 година, законско регулирање на интернет просторот за спречување на говор на омраза. И ова ќе го постигнеме како проевропска демократска влада, затоа зашто ние работиме според европски стандарди и преку дела. Првиот закон за еднакви можности е донесен во време на влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. За прв пат семејното насилство се уреди во посебен дел во Законот за семејство во време кога СДСМ ја предводеше владата во 2004 година. Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, што го донесовме во 2021 година, повторно ние воспоставува целосен и координиран систем за спречување, заштита и борба против насилството врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство и е усогласен со Истанбулската конвенција. Со измените на Законот за работни односи од 2015 година е пропишана еднаква плата за жените и мажите. Со Законот за минимална плата, што го донесовме во 2017 година, за прв пат минималната плата е изедначена за сите работници и во текстилната, кожарската и чевларската индустрија со другите гранки. Меѓу нив, најголем процент од вработените се жени. Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесен во 2018 година, е пропишана еднаква застапеност на жените во органите на донесување на одлуки во медиумите и забрана за создавање и емитување на програми со дискриминаторска содржина. Во 2019 година е донесен Законот за прекинување на бременоста со цел да се спречи загрозувањето на здравието и благосостојбата на жените. Постигнавме и напредок минатата година со усвојувањето на новиот закон за буџети, со кој што за прв пат е предвидено вклучување родови индикатори, а родовата еднаквост е меѓу главните принципи на буџетот во делот на планирање и извршување на буџетските приливи и одливи. Во парламентот во текот на минатата година е усвоена и втората национална стратегија за родова еднаквост, во која се дефинираат стратешките приоритети на државата по однос на родовата еднаквост и еднаквите можности. Мора се ова да го кажам.
за да знаете и вие и да знае целата јавност дека сите закони кои се однесуваат на напредувањето на правата на жените и унапредувањето на правата за родова еднаквост се донесени од влади предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа што вистинска демократија, почитувани граѓанки и граѓани, подразбира и родова еднаквост во свите сфери на живењето. Тоа е таа европска вредност. За такви вредности јас зборувам во текот на целата измината година. А Република Северна Македонија ги почна преговорите со Европската Унија и преку политиките на диалог во парламентот и во општеството. Ќе продолжи по европскиот пат и ќе стане членка на Европската Унија. Ќе се развиваме и економски, и културно, рамо до рамо со демократскиот свет. Тоа е веќе неповратен процес. Затоа, да, за еднакви и мощни жени. Можете да помогнете и во новиот исчекор на овој наш заеднички, стратешки, евроинтеграцијски пат. Ќе го заокружам ова моје обраќање со една констатација што ја сметам за точна. Мажот и да сака, не може да ја одземе моќта на жената. Моќта на жената не може да ја се одземе, бидејќи таа владее со светот, со моќта на љубовта. Драги дами, жени, девојки, сопруги, мајки, ќерки, заедно сме во борбата за економска, политичка и социјална равноправност и прогрес. Среќен и вековит 8 март, Меѓународен ден на жената. Да живее форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Европска Македонија. Unite Europe. Sempre più liberi noi. Noi più soli, noi non siamo più soli.
Unite, 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 Europe.